Учениците од Кочанските основни училишта дружеа со писателот Киро Донев по повод Меѓународниот ден на литературата за деца 2 април. Се читаа делата на Киро Донев, се споделуваа најразлични мислења за тајните на книгата, но и многу смеа. Впрочем, така и на сите средби со Донев, кој е и најпознат по својот суптилен, умесен, поттикнувачки хумор во литературата што ја создава. Вели за децата секогаш мора да се даде најдоброто од себе, без разлика дали им приоѓате како наставник, пријател или како автор. Па видите, јас бидејќи се школував да бидам учител, таму нас не учеа дека треба да ги сакаме децата, на некој начин и да не го работев тоа, ќе другарував со дневникот, нели, и ќе бев со нив. И така, сега пак на некој начин другарувам со нив, дури и многу поактивно, заради тоа што сега имам контакт не само со децата, речемо од едно место, кога би бил учител или во Струмица или во моето родно место, ќе ги запознав само тие деца. Сега, другарувајќи со книгите, ме канат на сите тие нивни патронни празници, сите свечености по разни поводи и ја крстарам Македонија. Не само Македонија, туку еве сум бил низ тие цели бивши југословенски простори на Балканот, сум се дружил со мои колеги автори, од кои сум учел, сега од некои кои помлади од мене што учат и така натаму. Мислам дека тоа ми го предодреди мене судбината да бидам сепак повеќе како писател, отколку како учител, меѓутоа и на двата начина некој ги подучувам децата, нели, бидејќи на светот гледам со нивните очи. Ликот на Киро Донев им го доближуваше и професорката на Филолошкиот факултет Гоце Делчев во Штип, доктор Ана Витанова Рингачева. За неа е радост што македонската литература може да се пофали со име какво што е Киро Донев. Уште еднаш си потврдивме самите на себе, како возрастни луѓе и како професори, нели, како луѓе кои што ги едуцираат идните млади, дека всушност колку повеќе вложуваме во нивната едукација, колку повеќе вложуваме во вистинската и квалитетна литература што тие треба да ја читаат, толку повеќе градиме поуспешни личности. Киро Донев секогаш воодушевува со неговиот толку искрен пристап кон децата, заради тоа што создава литература која што ја црпи, се разбира, инспирацијата ја црпи токму од тие деца и на некој начин таа двонасочна врска писател-дете и дете-писател кај него е секогаш, така да кажам, отворена, заради тоа што токму тие деца се оние јунаци кои што подоцна ние ги среќаваме во неговите книги. И ми се чини дека тој е еден од ретките автори чија што литература, иако е создавана и пред 50 години, но и она литература која што тој денеска ја создава, никогаш не губи од својата вредност, туку напротив е четиво кое што децата секогаш го читаат и што е уште поважно го разбираат. Настанот го организираше Општинската библиотека Искра од Кочани.